Добро вечерва, се надевам дека воспоставивме една нова пракса во тоа наше, би рекол дури и под наводници, демократско општество. Значи, смогнавме сили да учествуваме на владина трибина, поточно еднаква на ВМРО ДПМН трибина, на која што сакавме на вистина на еден демократски начин да разговараме за актуелни проблеми на граѓаните на Струмица. Јас сум среќен што на почетокот бевме културно применени, но за жал културата не издржа на големата демократска партија во Македонија која што предводи државата, и жалам што на вистина во функција на нивната транспарентност дефинитивно не дозволија медиумите да бидат присутни на поставувањето на прашањата од страна на сите граѓани, меѓу кои од мене како градоначалник на Струмица, и одговорите дадени од надлежните министри и од премиерот. Но во секој случај, уште еднаш потенцирам, се надевам дека ваквата пракса на диалог, на можности да разговараме за проблемите, во иднина ќе биде практикувана од сите политичари во државата, се со крајна цел што повеќе проблеми да бидат решени во Република Македонија. Имаше ли некој начин може да се каже веќе помирувањето и прв пат се случува толку висока делегација, имајќи пред дека сте подпредседател на СДСМ да присуствува на ваква трибина партиска? Знаете, граѓаните знаат многу често на нас политичарите да ни кажат: "Аман веќе за важни работи седнете заедно и решавате." Може би во духот на тоа беше мојата одлука, заедно со моите соработници и пратеничката Цветанка Иванова, да присуствуваме на ваква трибина. Знаете, немате многу време за прашање, но 3-4 прашања барем ќе добиете некои насоки, кои што навистина зависат од владата, а ги тангираат граѓаните со кои што секојдневно се среќаваме. Мислам дека времето кое што доаѓа, впрочем, ние функционираме и работиме во 21 век, веќе сме во втората деценија длабоко навлезени, конечно треба да седнуваме на маса и да ги решаваме проблемите. Ако денеска имаше повик од Црвенковски за диалог и од Груевски за диалог од исто време, прифатен помеѓу двете страни, ова што денеска се случи во Струмица, се надевам дека на крај на краиштата ќе биде еден позитивен сигнал, дека дојдено време за седнување на маса, решавање на проблемите. Кога ќе дојдат 20 дена кампања, можеме да бидеме колку сакаме различни. Добивте одговор на вашето прашање? Добив одговор, за жал многу неконкретен, округло па на ќоше, но во секој случај добив надеж дека во иднина ќе имате еден аларм за 3 многу важни прашања и за жал добив една потврда за директно мешање на судството од страна на премиерот. Се спомнува само на кајканата ќе порото год на Кирици му ефтено процес. Прашањето беше дека секретарите на партиите се навистина едни од највлијателните луѓе. Поранешниот председател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН е поставен за судија во Струмица. И само после 2 месеци е избран за председател на судот во Струмица. Иако законот кажува дека 2 години мора предходно да биде со највисока позитивна оценка од суд. Значи, избран е спротивно на законот. Конкретното прашање беше: дали премиерот може на струмичани да им гарантира дека нема да има партиски пресуди? Тој рече: да, можам да гарантирам дека нема да има партиски пресуди. Премиерот немаше да се меши во судството и навистина е уште една потврда за сето она што денеска се случува со директното мешање во судството. Дали е тоа блокирани сметки на медиуми, дали е тоа апсењето на Заев, дали е тоа расплачени мајки на секаде низ Македонија, без било какви нормални судски процеси и презумција на невиност. Уште еднаш само потврдија за каква власт се работи, колку се тие транспарентни и колку добро на крајот и мислат на Македонија.